Во денешното издание на емисијата Кул култура, мој гостин е Ермислав Азановски, добитник на голем број награди и признанија, меѓу нив и наградата Оливера Николова за необјавен роман за деца и млади. Претпоставувам дека ова за вас е исклучително важно признание. Да, ви благодарам. Така е. И самиот се изненадив што успеав да напишам роман за деца со наслов Джинџуџе. Не толку што и јас и порано сум пишал, само не објавав. Се изненадив од тоа дека собрав храброст конечно да се обидам да објавам нешто што го пишував за деца. И се разбира, се чувствувам привилегиран што наградата ова година е за прв пат воспоставена и јас сум првиот добитник на наградата. Тоа е првата привилегија, а втората е што ја носи името на Оливера Николова, со која не поврзува и професионални и пријателски односи, така да комплетна една слика дека сум многу задоволен од себе ова. И доколку размислуваме за насловот како метафора, зошто токму Джинџуџе? Затоа што се работи за некоја недефинирана, односно не толку недефинирана, туку една средна состојба, еден среден пат, би рекол јас, по кој што филозофите велат и источните и западните, дека секој човек треба да го осмисли својот живот одејќи по некаков среден пат. Се разбира тоа колку да се обидуваме во согласно со тоа што се случува денес во светот, тешко оди. Меѓутоа децата како да го имаат постигнато тој среден пат. И Джинџуџе во суштина е некаква метафора на високо и ниско, средина меѓу другите, меѓу тие двете, на лево и десно, на горе и доле и така натаму. Джинџуџе се фактички две деца кои што се во потрага по, јас би ги нарекол секојдневните морални предизвици, иако нормално ни не знаат за морални предизвици, но сето тоа што го прават заеднички, во ист момент, со иста мисла и од тоа извлекуваат заклучоци дека тоа што го работеле било добро или вистина и така натаму. И си помислив дека глупо би било и веќе видено да се вика Джин и Џуџе, и бидејќи се работи за двајца ги споив со имињата во едно, не само тоа, него и во самото раскажување, често е во прво лице, мислам, и диалозите се како да е еден човек, односно како да е едно дете. И тоа ми беше забавно. Ги споменавте моралните предизвици и претпоставувам дека е вистински предизвик низ книжевноста да говорите за нив на најмладите и да истото тоа допре до нив и да го задржи нивното внимание. Па тоа го правам затоа што таквите предизвици не допират до возрастните. Значи живееме во свет во кој што преовладуваат лагите, грдото, лошото и така натаму. Се разбира, сето другото, опозицијата, доброто и вистината се малку потиснати. И сега, без разлика што и возрастните сваќат за што се работи, сепак си терат по старо. Мислам дека моралната надградба на луѓето е доведена во прашање поради низа фактори, меѓу кои и прекумерната употребата на сево што се случува со четвртата или петта веќе не знам која техничка револуција, така да се свртив кон младите и кон децата, бидејќи тука гледам дека се уште гледам некаква морална и етичка чистота. Сега таа морална се разбира дека не е само од нив. Влијаеле на таа морална чистота родителите, училиштата, колку да велиме дека секогаш велиме дека родителите и училиштата се тие што треба да ги воспитуваат децата, и така е. Без разлика што велиме невозможно е денес, сепак мислам дека родителите уште ги држат конците во раце. Така да, затоа се свртив кон децата, сакајќи токму за овие неколку морални доблести да ги пренесам, затоа што децата сето тоа што го прават е добро, убаво, смешно, весело, нема никакви траги од сегашнава ситуација која што е прилично конфузна и дифузна. Да. Во рамки на доделувањето на наградата, вие споменавте дека децата и нивното воспитување е тоа што ни остана, за да се спасиме од душевното пропаѓање, барем во иднината, додавајќи дека секоја детска книга дава огромен придонес кон нашата иднина. Па така е, кога ќе размислите, така е, бидејќи ние сме веќе постарите минато време.
Значи, иднината им останува на децата. Затоа целото образование и целото воспитување треба да го концентрираме на децата, бидејќи се тие кои што доаѓаат. Што значи дека иднината апсолутно не зависи од нив. И секој во рамките на своите можности треба да направи све што е во негови можности да ги насочува според тие, повторно ќе кажам, морални принципи според кои растевме, да речеме, ние пред 40-тина, 50-тина или 30-тина години, кога не постоеше ситуацијата во која се наоѓаме сега. И тоа апсолутно мислам дека вистина, дека иднината им припаѓа на децата. Знам дека ја следите литературата за деца, без оглед што ова е ваш прв роман за деца и млади. Кога би направиле една споредба, литературата за деца порано и денес, без оглед дали станува збор за домашни или за странски автори, и тиражите во кои се објавува тогаш, каква е состојбата денес? Ако мислите на времето од пред 30 години, се должи на таа држава во која што живеевме, каде што тираж по 10.000 немаш. Дури имаш и 30.000 кога станува збор за лектирите. За лектирите и повеќе, мислам, тоа за наши услови се фантастични тиражи, меѓутоа тие тиражи сега што се кај нас, кај што не надминуваат од 500 повеќе, многу ретко 1000, 500 или 300 некаде од прилика тука, очигледно е дека издавачите и тие кои што издаваат видува дека тука некаде се наоѓа моќта на читателската публика. И затоа се тие тиражи, но тие се секако на некој начин и одредени од финансиската моќ на издавачот да ги издава. И друго, не сме, да речеме, држава во која што има голем пазар за книги, да го наречам така, или саем, како сакате, како другите држави, кои што можат, да речем, издавачите сами да одат од село до село, од град на град и да заработуваат, така да останува тука да кратат на тиражите или едноставно да се надеваат на тоа што го дава Министерството. Но разликата е огромна, но бидејќи сме мал народ, прашање од овој мал народ колку од нив читат. Така... Каков е вашиот впечаток кога станува збор за читањето? Без оглед дали говориме за возрастните или пак за најмладите. Дали се чита? Па знаете што, од една перспектива поинаква од таа која што очекувате сега, многу се чита. Затоа што сите се со телефоните во раце и читаат. Сега, прашањето што се чита, тоа е друго прашање. Значи не само телефоните и компјутерите и така натаму, интернетот. Значи мислам дека нема човек што не чита сега, бидејќи кај да седнете, кај да се сврдите, сите се со читање, макар и тие кратки пораки. Многу повеќе се чита, но за жал се читат површни информации кои што се забораат во истиот момент кога ќе се исклучи таа информација, додека квалитетното читање останува се уште во книгата. Мислам дека се чита, еве зошто, затоа што на времето имаше, кога се појави видеото, велеа дека видеото ќе ги убие. Ако се сеќавате на песната, ќе ги убие радиот звездите. Не, радиото си продолжи, радиот звездите, не само што продолжи, него радиото има страшна експанзија исто така. Значи, некаде кога се појави интернетот и PDF-от, рекоа дека книгите ќе ги снема, тоа беше пред 20 години, може и повеќе, дека книгите ќе ги снема, читањето ќе снема, не снема ништо, дури како што гледам, напредува уште подобро него во минатото. Мислам, преголема продукција има, сега каква е таа Б продукција, А продукција, не навлегувам на тоа, но апсолутно не знаеме што не чека, но очигледно е дека луѓето се уште читаат тоа што може да ги подучи на нешто и да го зголеми нивниот интерес во тоа што се случува со човекот, со човековата душа, па и, ако сакате, политички, историски во светот. Така да мислам дека да, се чита. Во моментов актуелна е темата за новиот список на лектири и каков е вашиот став, имајќи предвид дека низ годините се менуваат тие лектири без оглед дали станува збор за оние кои што се задолжителни или пак за оние кои што се изборни. Јас тоа со лектирите, мислам, нема човек и од моја генерација што не се сеќа колку се мачевме Тихи дон да го читаме во средно или тие руски класици, француски и така натаму, што мислам дека не соодветствуваше толку за возраста. Од друга страна, па сега, нова возраст, доколку ги читам, да речем, Војна и мир,
и во склоп со настаните кои што се случуваат сега во Украина и во Европа и во Русија, многу појасно ќе ми биде и ми е многу појасно за што се работи во историјата, како биле, што се случувало и така натаму. Што значи дека една од приоритетите е да се погоди вкусот на децата во лектирите, да не лектирите. Јас не сум многу упатен во тоа, не знам кои се лектири сега во моментално, особено во основното училиште, но важно е дека ако некој забележал дека не соодветствуваат со возраста на со интересот на децата, веднаш треба да се сменат. Имаме автори многу кои пишуваат за деца сега, литературата за деца доживува експанзија, така да може да се одбере од морето книги. Да. Вие велите да се погоди вкусот на најмладите. Меѓутоа, претпоставувам дека во исто време размислуваме и дека е многу важно да се креира на некој начин вкусот кај новите генерации читатели. Па така е. Тоа е взаемно поврзани работи се. Да се погоди вкусот од прилика тоа што ги интересира, а во тоа што ги интересира младите се вметне нешто кое што ни е нас битно за нив. Као што спомнавме на почетокот, форсирање на моралните вредности, етичкото однесување во семејството, во училиштето, на улица и така натаму. Што значи дека ние задолжително треба тие работи што ги чувствуваме како добри, како вистински, да го вклопиме во тоа што нив ги интересира, игра, компјутерска игра или не знам веќе што. Да, тука имат големо влијание и самите илустрации, апсолутно, значи на книгите, затоа што вие визуелно исто така, тоа е првата средба преку која што вие треба да ги привлечат. Мислам дека порано илустраторите се броја на прсти, нели во Детска радост и така натаму кои беа. Имаше навистина исклучително квалитетни илустрации. Квалитетни, сега има исто така као што доживе експанзија детска книжевност, така и илустраторите се намножи и денес има прекрасни такви илустратори кои што знаат да погодат, знаат да направат од книгата да биде на прв поглед и за децата привлечна, бидејќи илустрацијата на прв поглед, нели, е тоа што ги привлекува децата, па и родителите да ја купат книгата. Дури во светски рамки, кога ќе ги видиме книгите, подеднаква е важноста и на илустраторот и на авторот на тоа дело. Апсолутно, мислам дека е дури бидејќи живееме во време каде што визуелното е многу позастапено сега отколку, да речеме, литературното или јазикот. Младите комуницираат веќе меѓу нив со визуелни пораки, многу послабо со јазикот, што е штета, но тоа е така. Што значи дека визуелното е на преден план и токму затоа можеби и акцентот го стават во странство па и кај нас на визуелното. Првиот впечаток е визуелното. Порано беше првиот впечаток насловот. Сега визуелното, сликата. Веќе 30 години сте дел од Институтот за фолклор Марко Цепенков. Дали можеме да говориме дека недостига национална стратегија кога станува збор за истражувањата? Па ние сме научна институција. Сме од национален интерес, 7-8 институти од национален интерес, за кои испаѓаме под капата на Министерството за образование и наука. На времето имаше посебно Министерство за наука, посебно за образование, одамна се веќе споени. Ситуацијата е, да речеме, во последните години малку се да подобрува благодарејќи на проектите кои што ни ги даваат. Се разбира, знаете и самата дека одвојувањето за науката е катастрофално и секоја влада наредна ветува дека ќе одвои, ќе направи така натаму, меѓутоа ништо од тоа. Проектите, да, сега ги добиваме проекти, министерката рече дека, а ние веќе добивме проекти нови, дека ќе има уште нови проекти и дека се работи на национална стратегија за наука, што е исто така многу важна. Национална стратегија, колку што разбрав, 2026-30 и некоја, втора, во која што ќе биде, предпоставувам, ќе бидат како и национална стратегија во култура, имплементирани сите работи кои што се важни за културата, за науката, пардон, затоа што без таква национална стратегија и многу повеќе други работи кои што треба да се направат, многу тешко ќе не има воопшто во таа листа шангајска. Секој министер одново и секоја влада вели дека сега ќе ја средиме работата и ние постојано научниците даваме се од себе. Меѓутоа, не можете да даете се од себе, особено да
да видите, да наидете на соодветен одговор, особено во науките како што е фолклористиката, бидејќи да речеме биолозите, лекарите и така натаму, медицинските лица, физичарите можат да објават, да речеме, во списанија со импакт фактор, што е многу важно за една наука и воопште за државата и за нас е многу потешко кој што пишуваме и работиме на научни интерес кој што е строго поврзано со нашиот национален идентитет. Што значи тешко ќе објавите некаде во странство, значи народните ора во Прилепско, да речеме, или народната носија, што значи дека тука треба да се најде некаква идеја на кој начин во странство да се дознае за тоа што го работиме, а да не мора да биде во списание со импакт фактори. Ви благодарам, Лафазановски.